Во Ајде дома, градиме со Кнауф. Таа е моден креатор, учествувала на многу модни хепенинзи, била и организатор на некој од нив, работи на 2 факултета, дотерала многу ТВ личности и кога вака би ви објаснила, би требало да се работи за некоја многу продорна личност, која што најверојатно има повеќе од 40 на години. Меѓутоа, тоа е младата Маја Кикириткова. Погледнете новата емисија на Ајде дома и уживајте. Еј, убаво. Добра, сега? Значи, каква си, што си и што сакаш од твојот стан? Сакам да биде убаво, модерно, со некои ретро елементи. Некој скандинавски стил имам така нека замисла, бело, светло да биде. И чич боја да нема? Па и може нешто малце да се вметне као деталче, али углавала да биде бело, некоја светло кафеава, така може. Би сакала да, као што гледаш еве овде околу кујната. Имам интересни точки, претпоставам ти си избрала тоа какви згради нема. Да, јас ги избрав, ги ставивме и би сакала да има така некои елементи на оние цигански цигли. Така? Да. Добре, значи тука го имаме ова како имитација кујната така. И некаде наоколу да ни се појави. Да, тоа на тебе оставам ти да избереш. Каде според човек каде би било, да. Океј, ај функционално да разговараме. Што функционално имаш потреба? Со оглед на тоа што си креатор, нели? Сега јас очекувам дека имаш тричката лјада гардероба. Да, имам, да, сакам многу. А сега гледам дека не е кој знае колку голем. Би сакала да има простор во спалната соба за гардероба, пошто реално немам каде да ја ставам. Може овде делот, например, како дел од библиотека, па пола нешто да сместам некој чевли, што мислиш? Да смислам ја книги и чевли заедно. Да, што мислиш на таа идеја, книги и чевли заедно да се сместат? Добро, може. Нормално чевли да не се гледаат. Не сакам трапезариска маса, бидејќи нема ни простора и порационално би го искористила просторот, колку што кажав, на местото на трапезаријата би ставила библиотека, некоја рустична дрвена клацкалка, каде што би била делот за боравак. Значи шарено интересно. Да, баш така, телевизор, кој што не би бил во функција, али да го има. Да го има? Да го има. Друго? Значи, добро, софа, немаме масак, имаме шанк најверојатно, рустични елементи или нека шарени од дизајн, предпоставувам. Да, баш, нешто измешано, да, сепак да има некој дизајнерски печат. Затоа ти избрав тебе. Добро, затоа ти знаеш што сакаш. Местото за твојот плакар. Да, тесничко малку. Тесничко малку во средиште. Да. Баш така. Океј, плакар, кревет, стил? Па да потсеќа исто на целокупниот стан. Нешто интересно ќе се Добро, тапети сакаш да ти црташ и така работи, или се сакаш да ја поставиш? Не сакам тапети, може на овој зид некој така као полудаски да се стават рустични тапети. А тапети како рустични? Да, друго ништо. А на овој? Не знам. Да не е само тој да не плаца. Да нема боја, нели нормално. Вака баш да бидат такви рустични даски дробени. Добра, окей. Во дрвобоја или си вкъсни? Беличасти? Па беличасти, да. Окей. Како моден дизајнер, Маја ги следи трендовите во модната индустрија, меѓутоа таа е многу тесно поврзана и со модната индустрија во рамките на мебелот и уредувањето. Па така, она што е сега модерно, а тоа е навраќање кон некои ретро стилови, интересен мебел, детали, дрво, тула и така натака, тоа е точно она што таа си го побара во станот, да биде едноставен, но богат со детали и на тој начин разигран. И да нема ниту еден обоен зид. За станот, освен што е мал и светол со распоред кој не дозволува многу мрдање, немам што да кажам, иницијално поставеноста на елементите во дневната соба биле со проектот замислени вака. Но сметав дека многу подобро ќе функционира на овој начин.
Тешко е во ваков простор да се одреди каде точно е фокусот. Кога е кон најголемиот зид, како што претходно беше, собата станува за вас затворена. Отвореноста ќе ја добие доколку седењето се сврти за 180 степени. Посакуваните стари зидани тули Маја ќе ги добие во вид на зидан елемент кој ќе функционира и како комода за телевизорот, и за седење покрај прозорецот, и за седење крај интересниот шанк од масивно дрво, што ќе биде составен дел од ретро кујната. Од другата страна се планираше висока библиотека, која бидејќи сака да ја искористиме и за чевли, треба да има лизгална врата. Гарнитурата ќе биде бела и мека. Во просторот ќе се испланира една старовремска клацкалка, гајби за ставање на чанти и чевли, кројачка кукла за капутите. Спалничката е толку малечка, што за да има доволно простор, треба вратата да се отвара нанадвор. Потоа треба да направиме плакари што ќе бидат со 2 длабочини. Тесничко, но во ваков стан нема да пречи, зашто и онака е се мало, кутивчесто. Совршена удобност. Софа студио. Мојот свет. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Имавме во план да ја преселиме Маја за некои си 2 месеци од почетокот на нашата работа, меѓутоа не излезе баш така, бидејќи струја во зградата беше доведена дури пред 1 месец. Така што сите активности реално почнаа некако да се одвиваат и по тоа темпо. Во зградата треба да се постави паркет, па затоа попрво треба да го издидаме нашиот елемент од тула. Бидејќи тулите се избројани според распоредот кој го нацртав, треба исто точно и да се наредат, според цртежот. Сега овака имам еден цртеж и сега ќе допокажам дека на Viber што имам од друг поглед да го видиш. Значи ова е ова, со 2 дупки. Јас му кажав на Ноце, не знам како да напишам да ви даде и оплата, дори што предпоставам дека горна зона ќе може со оплата да се работи. Елементот од стари тули, кој што го зидавме, требаше да се направи предпоставката на паркетот и требаше да бидат подигнати на едно цокле, за да може паркетот да удри во цоклето, а не во тулите. Тоа ни беше еден поважен детал. Димензиите треба да се ускладат со висината која ќе ја изгубиме од паркетот. Висина доволна за седење на шанкот и конечно ширина што нема да одземе многу простор од собата и ќе биде доволна за седење, а тоа е околу 45 см. Сепак сите димензии во голема мерка зависат од димензиите на самите тули.
Ова истото можете да го работите на неколку начини. Вака како нас, со зидање на старите тули, што е веројатно најтешко. А потоа, може да се изработи и во КНАУФ системите. Елемент со формата која ја барате и истата да ја обложите со буња или плочка што личи на тула, како онаа што ја има над зидот, што е многу полесно. И најлесниот начин би била на КНАУФ елементот да изработите со нивната специјална глед маса форми на тула, дрво, камен, кои потоа се бојадисуваат и личат како вистинска тула, травертини слично. Значи точно зависи колку лесно или тешко сакате да поминете и како ќе изгледа сето тоа на крај. Ова е најтешко, а изгледа најнесовршено. Ако е тоа што сакате да го постигнете, тогаш се е во ред. Штом го завршија редењето на паркетот во станот кој им следува како фаза во зградата, можеме да направиме и порачка за плакарите. Се работи за еден плакар или во спалната соба, земавте мерки па да го разгледаме распоредот. Да, значи вака 26 на 26 се конечните мерки, меѓутоа она што е специфично за просторот, нажалост не можеме во полна сакана длабочина да го изведеме. Да, имаме врата. Заради вратата, наша препорека е каскадно да го решиме просторот. Имаме еден дел нели длабок и еден дел плиток. Така. Вака повеќе ќе собере. Нели, она што Секако девојката е дизајнер на облека и што ќе рече дека има доста гардероба. Так. Второ, љубител е на бело. Значи и плакарот ќе го изработиме и со олков и со иверка целосно бел. е па супер, Што значи дека тоа ќе се слие и нема да има никакви чисто и елегантно. разлики. Така. Нема ни огледало ништо, баш буквално се бело ќе биде. Одлично. И ќе собере сметам. Да. Се надевам дека ќе ја собере, се јас немам идеја колку има таа гардероба. Така. Колку може за себе да се направи да произведе, тоа е веројатно немерливо. Со колку тука имаме место, ама за тој стан мислам дека е сосема Ова е доволен максимум. плакат. Значи со бел олков и со бела иверка. Нема да се челото, приметува што дека има. Нема да се приметува, ќе се слее едното Супер. со другото. Добро, ова е симпатично, мислам дека ќе се допадне и тоа е тоа. Како и секој пат, не знам кога стасале, а кога завршиле. Тоа беше кусата монтажа на акрон за двата плакара кои ги договоривме. Досега ги имаме плакарите во спалната, подготвен терен за кујната и мебелот. Донесени се апаратите кои Маја самата ги избра во ретро фазон, како што сакаше да биде и кујната. Беше важно да ги имаме, бидејќи кујната ја сакаше во слична боја како апаратите. Во станчето имаме и неколку корекции во електриката. Корекцијата ќе оди до некаде лесно, особено на ѕидовите. Кујната требаше да биде ретро, значи да изгледа малку класична, но во свежа жолтеникава нијанса. Јас ја имав испланирано за понизок фрижидер од оној кој го видов. Па наместо 4, сега ќе направиме 3 висечки елементи. Специфично е што целиот зид е многу кос и на него треба да се адаптираме во однос на поставката на елементите. Има навистина малку место, па во долната зона има простор само за мијалник, машина, фиолки и фурна. Горните елементи ќе останат за чинии, чаши и тенџериња. Дел од нештата ќе може да се чуваат и во дупките кои ги оставивме во зиданиот елемент од тула. Многу пати од клиентите имам прашање, колку се добри гипскартонските ѕидови во однос на ѕиданите. Мислам дека денес Блажен ќе ги разјасни сите недоумици околу преградите и монтажата на елементите на нив. По големиот дел на новоградбите, веќе сите преградни ѕидови, па и оние меѓустановите, нисходниците се изведени во системите на КНАУФ, како што не е нели тука примерот. И сега се тоа окей, се додека не дојде моментот на монтажа. И нели треба да закачиме огледала, телевизори, кујна, комоди и така натака, сето тоа да виси и клиентите развиваат еден сомнеш. Дали ќе држи или ќе ми падне, колку чини и чаши можам да ставам во елементот и така натаму, мајсторите исто, кои типли да ги применат сега тука и мислам дека овој разговор ќе помогне сите сомневања да се откажат конкретно. Ќе бидам во улога на митбастер денеска. така. Значи, прво нормално ги разбирам загрижености на клиентите и на монтерите. Клиентите ги даваат парите за скапиот телевизор, за скапата комода, а монтерот треба да гарантира за сега тоа.
Меѓутоа добро информиран монтер и искусен монтер знае дека постојат различни типови на типли кои што имаат различна носивост и сите тие типли имаат некаква блага математика во позадина. Ајде да почнеме од една наједноставната типла за шуплет зид или за плафон, која што функционира многу лесно. Се прави дупче од 1 см од прилика пречник во гипсената плоча. Ова е за една, може и за две плочи да фати. Си влегува во дупчето, перцата се отвараат и носат тежина. Кога се работи за зид, оваа типла може да носи до 25 кг на една или на две плочи. Многу лесна, многу едноставна типла. Значи ова не е за лустери, за лустер до 10 кг, 10 кг е сериозна тежина, така голема. Може да се носи доколку се постави на профилот, доколку се постави само на плочата до 6 кг. Втората типла која што ќе ја презентираме е тип шуплив зид, значи исто ова е правилно име, значи ако одите да купите некоја типла, оваа типла викаат типла за шуплив зид. Исто типла која што се монтира со мала помош на една специфична клешта. Значи работи на принцип на тоа што на ширење на површината на која што се монтира, се шири. Интересно. И таа тежина ја носи на многу поголема површина во позадината на зидот. Ова е фактички како наменето за две плочи. Да. Имаме помала типла која што наменето за една плоча, за помала тежина, имаме типла која што се користи на две плочи. Оваа типла најчесто се користи на зид. На зид со една плоча носи 25 кг, на зид со две плочи носи до 40 кг на една типла. Значи овдека веќе можеме кои не многу тешки, многу скапи телевизори, че две вакви типли веќе 80 кг. Интересно. Ама најинтересна ми е таа таму типла. Најинтересна на изглед, најинтересна на примена, налесна на примена и најодговорна, најносива типла на кнаuf. Типлата се вика Хартмут, има во сите продажни места каде што може да се набави нашиот материјал. И е типла која што носи најголема тежина. На обични плочи носи 40 кг на едно парче, а на диамант плочи, какви што имаме во мустрите, носат до 60 кг. Значи најтешкиот телевизор, најтешката полица, најтешката и најтешките најполн елемент во кујна, ова безбедно ќе го носи и трајно. Ова е максимумот што може да издржат типлите на кнаuf, 60 кг или 65 кг по парче, значи една типла 65. Ова е за точкасти товари или товари кои што имаат мала платачина. За уште поголеми товари и конзолни товари, како што е конзолна шолја, како што е многу тежок елемент за во кујна, тешка врата противпожарна, постојат оние поголеми носиви профили, ова се профили кои што ги викаме кнаuf UA профили. Тоа се носиви профили со дебелина на челичини од 2 мм. Значи бойлер, конзолна шолја, конзолно биде, многу тешки врати, се со ова. Значи за крај на Mythbusters епизодата докажавме дека кнаuf системите носат многу поголеми тежини од тоа што луѓето помислуваат дека може да носат. Колку носат? Кнаuf противпожарната боја во оваа канта е 20 кг. И сега пред луѓе викам дека имам 70 и нешто кило, в принцип имам 90 и нешто кила, значи една типла на две плочи товарите со повеќе од 110 кг. Ако тоа не ги увери луѓето дека кнаuf системите носат, Во станчето за мојата екипа на молери нема да има многу работа и што и да направат нема баш да им се види. Со глед маса ги минуваат сите површини кои претходно останаа како дупки после поместувањето на електричните инсталации. Значи ова ти е тапетот. Да. За тоа што сакам овој зид да го постелиме. Од плакарот до крај хоризонтално да иде. Изгледа како еден драски треба да изгледа ова на крајот. Имитација на дрво. А ова е некако најбелото што јас можам да го најдам. Например. Ете така. А единствено нивен фах видлив во станот ќе биде поставката на овој тапет во спалната соба. Тоа е со дрвенест мотив, но повторно светол, најсветлиот што може да го најдам. Кога го поставивме на едниот зид, не бев сигурна дали сакам и на другиот. На скиците има фотографии и затоа остана ситуацијата да преспие. Но спиење нема. Одиме во Манекс да ги избереме светилките. Гледам истите или слични модели, ама во многу различни изведби сега веќе ги имаме. Не се само гледам и бронза и овие многу интересно ми изгледаат, бидејќи секако рачно работени.
И мислам дека во овој стан што го имаме, а е тотално цел винтидж, таков ретро, одлично ќе се вклопат. Така, овие не се значи новите модели за оваа сезона винтидж. Од винтидж програмата од Егла. Така. Значи ги има во неколку форми, неколку бои, различни димензии, облик, да кажам. Така. Значи може да се комбинираат со овие винтидж сијалици, како што се сега. Значи имаме LED, има и обични со обично жаречко влакно. Многу интересно изгледа. Значи јас конкретно, например, за спалната соба замислив некој устар што изгледа слично како тој тука над тебе, во таа изведба, само малку поголем како на таму. Верувам дека ги имате во сите варијанти. Да, така? има поголеми исто форми. Имаме и на првиот спрат исто неколку модели и тие може да ви ги покажам после. Да, значи може нека комбинација убава да се направи. Јас лед би избрала се едно, бидејќи поради трајноста нели на самата светилка. А и гледам дека се убаво изработени, личат како винтидж. Не знам дали и ледот даваат пожолтеникава светлина? Малку на бело одат повеќе, значи 3000 келвина се, топло бела светлина, баш пријатна значи за домашна атмосфера. Ова ми е како за во кујната, таман и ќе избереме нешто и за во дневната и за во бањата. Кажи ми ти дали имаш некој умилен модел од сите овие? Па вака, значи овие модели ни се оваа сезона доста продавани. Прво? Метал. Метални се, да. Значи има поголеми на уште поголем од овој, ова е помал. Ги имаме во неколку бои. Има на потемно, значи на црно и како месинг боја. Тие се исто многу доста интересни. Тие се исто многу барани. Исто се значи поголема палета, не е само вака една топка како што ја гледам тука. Станот е малечок, значи функционално ќе претрпи некакви измени и Маја има идеја каде тоа може да го направиме, тоа е добро. Беше светол, се додека не ја изградија зградата до оваа и беше исклучително студен. Значи јас во толку студен стан не сум била и едно 6 пати се разболев додека работевме. А затоа што не знаевме дека толку ќе се чека за струја и вода, може би било смешно да кажам сега е време за набавка на гарнитурата. Беше време тогаш, се утепавме од брзање да ја порачаме, зошто требало да се чека. Black and White е голем полски бренд кој постои повеќе од 20 години на пазарот. Кај нас во Македонија е 3 години. Значи, ние сме сместени во објектот Big Box со површина од 5000 метри квадратни. Значи, самиот бренд нуди висока класа на производи. Значи, и голем асортимент, колку што можеме да видиме. голем асортимент, значи произведува дневни, детски, трапезари, спални, куњи, канцелариски мебел. Тогаш сигурно сум дека ќе ме снајдеш. Така, да. Тоа е колекцијата која сакам да ви ја покажам, која ќе ви се вклопи во интериерот. Да, дефинитивно е баш тоа што го барав од вас, да е мек, малку класичен, интересен, а пак младечки нели нов како модел. Така, да, значи спаѓа во класична колекција, во колекција премиум. Има уствари многу е удобна самата гарнитура, еве повелете седнете. Интересно ми е дека има седна перница. Модел би нема ништо. Да, гарнитурата спаѓа во премиум колекција. Значи изработена е со висока класа на квалитет, удобност, значи конструкцијата е масив, исполничиче на јадро и сунгер. И сега самата колекција Купидо има тросет со механизам за спиење. Има различни линии од овој тросет, значи вака по прави линии, нешто слично на двоседот. Површината за спиење е 1,40 на 2. Има некаква разлика во формата? Во формата има разлика, значи грбонаслонот е прав, сличен е со така со двоседот. И малце поголем во должина 2,13. Добро, одлично. Има повеќе комбинации на бои. Овие се палетите во кои се изработува колекција Купидо. Сега мене ќе ми треба бела. И ми е многу важен нели видот на материјалот и неговото чистење.
конкретно зашто треба да биде бела таа? Добро, значи, како што спомнав, самата колекција спаѓа во премиум програмата, има висока класа на квалитет, се изработува во микрофибер и лесен е за одржување, да. Значи, со влажна микрофибер крпа, може свега. Значи ми треба еден тросет со таква бела боја и ми се допаѓа оваа табуретка тука. Во истата таква тиркис да нијанс. Така, супер комбинација бело тиркис, договорен. Ретко кој во Македонија прави масивен мебел по порачка, значи не разговарам за кујни класични и такви класичен мебел, се има посебни производители за тоа. Правам муавет повеќе за уникатни парчиња од едно единствено дрво во комбинација со метал и природни. Значи пред се природата пред се. За тоа ќе биде задолжен Александар од Wooden Wood. Кај сега? Еве го гледам проектот што треба да го работиме. Ти? Повели? Мислев да не подрани со 8 март. Не. Па сува цвече да ти се Помина, благодарам. Помина? Помина, Лади. Ама не се видовме. Добро, ова. Еве баш го гледам тоа што треба да го работиме. Еден шанк сакам што ќе има ваква неправилна форма. Тоа не знам дали се зима талпата така исечена од дрвото, па само ја обработуваш. Има две варијанти. Едното е да ги споиме неколку парчиња и да ги обработиме. Веројатно е потешко. Потешка е контролата на дрвото, ако е цела талпа, да кажеме, не знам колку Вито перење едно друго? Да, тој по. Па ќе Може може. зависи колку е суво, како е, ако има време ќе го оставиме да се посуши, да се ќе го пикне. Реално струја нема од зградата. Тоа е едното, значи сакам тука на метални ногари, тука имам едни на метални ногари исто, столчиња, кои јас сум ги замислила како со меко седење, ама може да биде тоа и дрво. Кругче, едно пресечено контра. Како мислиш со годовите да се гледаат? Да. Такво некое. Добро. А може на гвинт да биде? На гвинт Да се врти столчето за да се покачува повисоко пониско? Може, зависи малце бија поскапало столицата затоа што на древунг треба да се направи гвинтот или на тоа што е машко, тоа што е женско. Па е фиксни ќе ги направиме и онака и овој другиот дел ми е фиксен. Треба да користат една библиотека. Поточно има лизгална врата на неа зашто треба да крие едно котле за парно грејење и чевли таму, не знам што ќе става, а од другава страна биде библиотека. Значи така е замислено. Кога ќе лизга вратата, навака крие котел. Да. Значи сакам да не изгледа толку совршено како шанкот. Значи шанкот да изгледа таков убав, ама и да е обработен, да може да стават, да јадат на него, да прават да не им се руинира. А ова од друга страна може да е така по естетски патинирано скроз до крај. Рустика, така е, фала ти. Имаме едни кругови овдека кои што сакам да им најдеш начин, тие ќе бидат за качалки, значи ќе може за качалка да се обеси на нив, ќе бесат. И ама да најдеш начин да не се гледа шраф од никаде, а да изгледа како круг што излегува од зидот. Што ќе излезе по пат, не знам, имам тука некои гајби, мајби и такви некои лесни работи за правење, генерално, нели, шанков е тој, столчињата и библиотеката. Плодната ќе оставиме. Ќе оставиме? Ќе оставиме, да. Таа ќе изобираме со шајки, клешти, чекан, купи, за да изгледа така старо. Како од пред 200 години? 200 години, да. Малце брзо, мајагери систем. Ќе малтретираме. Добра, малтретирана, ама убава. Убава да биде, Да. Да. Епа, да се фаштаме за работа. Ова дрвцево за урнек. Чао. Чао. И за работа останавме уште јас и Александар. Сите некако со недоверба не гледаа додека се работеше. Што ли се замислуваат овие дека ќе направат? Едни ќе речат ќе ви испука дрвото, други ќе ти се искриви. Третите не ни знаеа што работевме. Но, оваа прекрасна библиотека, две навистина винтаџиски столчиња,
еден прекрасен шанк од цела табла масивно дрво, кој Александар посебно го изработи како да е парче земено од природата и така му даде душа. А над зиданиот елемент од тула додадовме и горни плотни за удобно седење и добра естетика. И сето тоа рачно работено, рачно бајцувано и заштитувано. Библиотеката ја работевме така да добие патина, исто како и плотната за шанкот. Но бидејќи се од различен вид на дрво, секој елемент си ја истакна својата убавина и структура. Библиотеката гардеробер ќе има и една врата која ќе лизга, па ќе може да го скрие котлето за парно греење и чевлите. Библиотеката ја изработивме од чамово дрво и тоа нели си има свој изглед и своја боја. Меѓутоа сакавме да изгледа потемна, па ја патиниравме и дадовме многу поинаков изглед од нејзиниот оригинален изглед. И мислам дека постигнавме одличен ефект. Секој си го работи своето. И кујната и масивниот дел ќе бидат готови речиси истовремено. А во малово станче, дури и четворица се премногу кога ќе се распавтаме со работа. Со Алек е исклучително интересно да се работи, бидејќи неговата љубов кон дрвото директно ви ја пренесува. И бидејќи јас сум личност што сака да чепка, да работи и сакам да го правиме ова заедно, едноставно соработката мислам дека е многу лесна и едноставно прекрасна. Она што е многу интересно е што кога имате двајца што се така посветени и со толкова љубов кон работата луѓе, мислам дека ќе излезат прекрасни парчиња од нас. Со други зборови ми беше многу забавно да работам со него. Стасува креветот, кој е бел. И мене паника ме фаќа и со право. Не е бела еко кожа или бела кожа за лесно да се исчисти, туку е штоф за кој подоцна се заклучи дека ќе викнаме екипа за специјално хемиско чистење за да го среди. Креветот има каса што ќе биде од исклучителна важност за овој мал стан со ограничен простор за гардеробирање. А во дневната ни стаса и гарнитурата, за која секако не дозволив да се отвори. Отпусти страф. Во нека домашна визба Маја има најдено 150 годишно старо парче ореово дрво, кое што ни го донесе на објект и беше во многу лоша состојба, а сепак сакаше да се вклопи некако во интериерот. Ние најдовме едно многу интересно место. Беше прашање каква е, дали е добра. Имаше првична идеја на неја да се постави огледало. А Алек ја обработи и ќе ја искористиме на едно одлично и од сега натаму и не така невообичаено место, во бањата. Тоа ќе биде еден навистина необичен и многу добар елемент за бања. Овие кругови се всушност закачалки. Поточно на нив се закачува закачалка за, например, облеки што сакате да ги носите утредента. На кои јас си мислев дека можам сама да ги поставам, ама тешко се зафркнав. Тој дел е конструктивен и јас едноставно не можам, а и машината ми е за никаде. Но има кој може. Маја донесе неколку други нешта кои ги планиравме. Клацкалка, клуб маса од палети, книги, фотографии и сега сето тоа, заедно со нештата кои јас ги донесов, треба да се нареди. Некои работи сакам да ги правам, а другите навистина ме заморуваат и можеби најмногу мразам пеглање, а кога сум заборавила некој пат да испеглам постелнина, после кога ќе ја видам, коса на глава ми се крева. Па затоа се си има зошто. И време е за Маја.
Зона Мебел. Рецепт за дизајн и квалитет кој освојува. Страст за удобност. Изглед прилагоден за сечи и дом. Суштински надополнет. Транспарентен и привлечен. Ефикасен и организиран. Убавина на комфорот простран во внатрешноста. Влезете во зоната на комфорот. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Звончето работи, станате готово. Својот. Чекај да видам. Што ги гледаш? Многу е интересен и многу е убав. И искрено, веројатно е прв ваков интериер, ама заедно го направивме. Реално, да. Ептен заедно. Ке ти го земам тоа како признание. Може. Во секој случај, оние кои што беа сега на крајот на завршен или стан, а работеа тука, им се чинело како да сме во центарот на Париз. Така баш ми се свиѓаат коментарите на луѓето. Да. Така. Нешто ново и необично. Апсолутно е многу необично. Исто, меѓутоа помогна реално и со твоите идеи, и со твоите желби, и со она што ние го направивме и така. Има мешавина на стилови, ама многу е убаво. Па добро се споивме двете, така да се најдовме. Да, е многу убаво, ептен. И торзо куклава. И торзо куклата, и нашите дрвени описовие. Да, хендмейд работи. Хендмейд скроз. Да, мислам дека без тоа немаше да биде како што е. Ова е тоа што сакавме да го направиме. Така, супер. Котлето и мислам дека сега имаш навистина доволно простор и за твоите чевли и за твоите книги. Бидејќи требаше да биде нели некаква мешавина на нешта. И ова за читање со лампава супер е. Твојата клацкалка која што изгледа многу убава. Ептен. Она што ми се допадна со тебе е дека буквално се радуваш на сите моменти што се случува, бидејќи клацкалката нели ја договаравме, ма ти ја донесе. Да. И нека колку е убаво, колку е супер. Да, јас сум така во природа се радувам на нештата. Значи на ситни работи се радувам, така да поготово на нешто што знам дека сама ќе го придонесам сето тоа. Супер. Сега, Палма, може. Ајде. Еве ги и Бови и Кетмос ставени. Многу ти се интересни. И мислам дека малечка е, нели? Песничка е, ама песничка има место. Да, има место, за гардероба има место. Да, бидејќи си голем креатор, мислам дека ќе мораш да редуцираш гардероба или нема проблем. Нешто куќата, нешто ово, така да не е проблем. Да. Ете тоа е спалната. Имаш и каса долу, тоа е добро. Да, ете можам ствари овде да ставам. Сезонски. Да. Има нешто што сакам да ти го покажам во кујната. Ајде. Значи, ова го смисливме нели како комода, а ова требаше да биде и трпезариска маса. Тоа кога вака го направивме, констатиравме дека така многу тешко можеш да седнеш и затоа има нешто. Вака значи. И сега имаме назад техники. Да вратиш. Убаво ми се свиѓа. Да. Овде кога слезам да една кеса за ѓубрето се. Да, може вака да ставам директно за трошки. И столчињата наши. И така, супер. Мислам дека навистина е се многу. Да, хендмейд све, многу убаво ми се свиѓа. Правиш кафе? Сакаш? Да. Ајде, прво да ти покажам ше нешто после кафе. Ајде, може. Твојата даска од 150 години. Ајде. Повели. Мислам дека е навистина прекрасна. Евеа. Ете, е многу убаво изкористена. Ептен ми се свиѓа. Значи, баш онака искористено, фраерски многу убаво. Се вклопува цел стан. Да, па живеете тоа комплет останал. Кај го има тоа? Само кај Ива. И кај Маја сега. Супер, многу е убаво. Станот е едно сладко ретро кутивче, богато со детали. И нели, иако зидовите се бели,
Гарнитурата е бела, креветот е бел, завесите се бели, дрвото, тулите, килимот, деталите, така го раздвижуваат секое негово катче, што на крајот овој простор, кој инаку има 40 на квадрати, изгледа и поголемо, и побогато, и свежо, радосно и многу модерно. Уживајте во новиот простор на Ајде дома и гледајте на следната недела во 12:30. Ако не ја следевте оваа емисија целосно, гледајте ја репризно во четврток во 13:30. Поздрав до следната недела.
Во Ајде дома, градиме со Кнауф.